Здраво, здраво. Добре дојавте во еден нов лайф, а овде одговарам само на едно прашање, иако ќе го објаснам на многу начини, а тоа е дали е хипнозата за мене или дали овој вид на терапија е за мене. Имам преку 1000 нови луѓе на профил во последните 3 месеци и знам дека многу од нив ме заследиле заради некој рил, заради некоја реченица што му била интересна, се поистоветиле негде со мене, но многу од вас не знаат што работам или ми напишавте многу пораки, многу луѓе ми напишаа пораки, а не знаат точно што правам, како можам да им помогнам, како може животот да им биде поинаков поради еден ваков вид на терапија. Дали хипнозата за тебе? Пред да одам да одговорам на ова прашање и во меѓувреме, доколку имате било какво прашање поврзано со овој вид на терапија или поврзано со мене, со тоа што јас го работам, слободно напишете ми во коментар, доколку можам и успеам ќе го одговорам во овој лайф, а доколку не ќе одговорам приватно во порака. Или во коментарот ќе оставам. Значи вака, пред да одам на тоа да објаснам што е хипнозата и што работиме, денес како гледав подкастот Diary of CEO со Тони Робинс, каде што кажува дека за да се случи една промена се потребни 3 работи, меѓу која е story, strategy and state. И толку ми одзвона во глава дека јас го работам тоа последните 6 години, но не го имам артикулисано или кажано на ваков начин и затоа ова го доведов денеска во ова видео, ова приказна, затоа што тоа е она што го правиме со хипнозата. Например, ако имаш прекумерна тежина, ти можеби знаеш што треба да правиш за да се случи промената, имаш стратегија. Но доколку имаш приказна, дека јас сум дебела, што и да касна ми се лепи, сите во семејството се дебели, денеска храната е многу калорична, или што и да, или јас немам време да се исхранувам здраво, јас немам време да вежбам, автоматски останувам со прекумерна тежина. И доколку си ја повторуваме таа приказна, веруваме и живееме со таа приказна, тогаш ние остануваме. Значи, не само стратегија, потребно е да се промени таа приказна. Сега можеби ние го имаме и вториот компонент. Можеби знаеме и сакаме да ја промениме приказната, но како? Кога тие образци не да се во глава, туку се отелотворени во нашите клетки, во нашите ДНК. Значи, ние сме повторувале толку многу пати дека не сме доволно вредни, дека не можеме да ослабнеме, сме пробале се и така натаму, и тебе ти е потребно да се промени состојбата на телото, енергијата, да се промени биологијата за да можеш ти да направиш промена. Сите овие работи се вклучени во мојата терапија. Јас го зедов примерот со килограми, ама може да биде било што, например, ево, ќе земам од моите клиенти кои се моментално. Ево, една девојка е веќе во втор развод, поради тоа дојде кај мене, каде што таа носи приказната дека не е доволно добра, дека таа не знае да се справи со брак, дека таа не е за брак, дека ја повторува постојано таа приказна. Исто така таа нема стратегија, како би се снашла, како понатаму и така натаму. И ево, например, ова е начин каде што со неја работиме конкретно која е стратегијата, која приказна треба да се промени и како да јас ја држам будна во тие 2 месеци да таа дојде до таа промена со секојдневни ритуали што ги прави, со секојдневна комуникација што ја имаме. Значи не ја оставам да едноставно таа остане, добро ми го кажа тоа Кристина, ќе го применам за 2 месеци. Не, таа го применува одма и од мене има контрола и супервизија дали таа тоа го прави. Друга приказна. Една од девојките веруваше дека не може да се снајде во средината, односно поточно, дека секогаш е сенка. Или е таа ќерка на тој, на таткото или на мајката, или е таа мајка на незините деца затоа што се повозрасни, или е таа жена на тој сопруг. Значи никогаш не може да се види себе како идентитет, секогаш живееше во сенка на некој друг. Ево, тоа е таа приказна која ние ја променуваме сега и е доста успешна, каде што почнува да се прашува, добро, која сум јас, што јас правам, и тие сите образци, приказни кои ги повторувала во глава, сега ги менува
И на тој начин доаѓа до моментот каде што почнува да размислува чак и тоа што се случувало дека е фантастично, дека е приказна, која може би му служила на некој друг, може би е тоа нешто што ќе ја потикне да почне да работи во друг правец, да пишува книги и така натаму. Која е друга приказна? Да, работам со еден дечко кој има OCD, кој има таква приказна, дека јас имам OCD, јас не можам да си помогнам, мене тоа ми се случува, јас сум различен од моите браќа. Таа приказната што ја повторува и на ментално, емотивно и на телесно ниво ние тоа го менуваме. Да ти почнуваш со повторување, затоа што и со повторување сте го научиле дека тоа сте вие. Ви се случило некој настан, сте взеле заклучок, јас не можам да се справам, пример. Ево, исто едно прашање што во групата Јас сум мој, што го правиме овој предизвикот оваа недела, девојката кажа дека има супер комуникација со луѓето, додека не најде на оние луѓе што се примитивни, безобразни, со ниска свесност и така натаму, и тогаш кај нив не може да издржи и реагира бурно и да кажам, не се однесува како што сака. И тука дискутиравме на темата дека не е тоа дека тие луѓе се причина за незиното однесување, дека таа пламнува затоа што има некое жариште во незе, има некоја приказна што таа ја кажува поврзано со таков вид на комуникација, има нешто што го кажува за себе, што нема врска со околината, што тоа може да се прелие во таквите односи и така натаму. Така да, тоа се некои приказни кои ние си ги повторуваме постојано и кои со хипнозата ги менуваме. Значи, ти ако постојано повторуваш, немам среќа, не можам, тешко ми е, никој мене не ме разбира, што искрено, ево тоа се случило многу често, да, ако навлеземе во длабока дискусија, расправија, дали тоа навистина е точно. Јас ќе најдам милиони причини каде тоа не е вистина. Ама ти ставаш фокус само на тие ситуации каде што не си поддржана, каде што не можеш, луѓето не те разбираат, затоа што ти го храниш тој идентитет кој ти е најпознат досега. Знаеш дека не ти служи, ако имаш прекумерна тежина, ти знаеш дека не ти служи да во 10 часот изедеш 2 чоколади. Ама го правиш, затоа што тоа е толку телотворено во тебе, дека ти тоа го правиш и на тој начин се потврдува тој идентитет, на тој начин потоа ти се јавува и вина и така натаму, сите оние емоции што го има тој идентитет. Што правиме ние? Почнуваме да креираме првенствено од внатре верувања, образци кои се првенствено ментални и емотивни, дека ти тоа повеќе не си. Ево, например, со границите денеска што го правевме. Со оваа личност која има лош однос со партнерот, кој постојано маловажува, кој постојано и кажува дека е глупава, дека не знае, дека не е мајка, дека не е домаќинка, дека секоја ситница е проблем, дали се работи за омекшивачот, дали се работи за манџата, дали се работи, значи било што, таа е проблем, таа е неспособна, таа е глупава, кај ја најде, што и да е. Сега, таа почнувала толку години да си го повторува тоа во незе. Иако таа ми кажа, Кристина, јас знам дека сум способна, јас знам дека можам, значи на работа сум лидер, меѓу пријатели сум на прво место, толку се чувствувам удобно, толку се чувствувам своја, самоуверена, поставам јасни граници, ама не дома. Дома не можам, едноставно толку ми го има садено тоа дека јас не вредам, дека јас не можам и само ми наоѓа ситуација да ми го потврди тоа. И да, после многу години брак, тешко е ти да поверуваш повторно. И сега кога се случува таа разделба, таа не може да поверува дека не е виновна за нешто што прави. Чак и таа последна одлука дека не се заедно, што е донесол тој, таа сепак смета дека е виновна од толку години што е била наметнувана таа вина. И тоа се случувало со повторување, затоа што нашиот ум учи со повторување. Што е тоа што сега го правиме? Го правиме обратниот процес, односно ги менуваме тие умствени образци, затоа што ако ние сме споеле две неврони, една синапса сме создале, каде што кажува јас не вредам, не ме бива за ништо или така натаму. Од ова страна создаваме други синапси каде што кажуваме јас можам, јас сум способна, и тогаш доколку постојано ова е во фокус и го повторуваме постојано, нашето тело, нашиот ум е селективен. Го селектира само тоа што е битно да го потврди нашиот идентитет или што е важно за нас. И ако ние му повторуваме едно те исто на нашиот ум,
тој сваќа дека ова е сега важно. Ние преземаме контрола и умот ни верува нас, односно мозокот ни верува нас дека ние ја имаме контролата. И се насочуваме на тоа и на тој начин со самото повторување нашиот ум селектира во текот на денот меѓу луѓето, меѓу комуникацијата, меѓу муабетите, дека чекај, ова е важно. Значи ова јас треба да го најдам. Каде е сега тоа? И потоа ти се отвараат врати, ти се нудат можности, ти се нудат прилики да ти го отелотвориш, да играш таа улога на нов идентитет што веќе ја градиме со самата терапија. Ево затоа терапиите траат 2 месеци. Сега подетално малку дали е за мене хипнозата. Хипнозата се комбинира со секој вид секој друг вид на терапија. Дали земате медикаменти, не земате медикаменти, дали одите на психотерапија, гешталт, што и да се комбинира и може да се усогласи. Дали е за тебе, зависи од тоа дали си навистина спремна да дојдеш до таа промена. Дали си навистина спремна дали ти е навистина важно да дојдеш до таа личност која има помалку килограми, која верува во себе, која сака да постави јасни граници, која сака да ужива во животот, сака да напредува, сака да го искористи цел потенцијал што е во неа. Ево, тоа е прашањето. Дали сакаш да го живееш твојот потенцијал? Ако да, тогаш хипнозата е за тебе. Затоа што ако тоа цврсто го сакаш, тогаш ќе ги упиеш сите овие вежби, сите овие техники, сите овие модулати што ги користиме за ти да дојдеш до таму. Затоа што пат има, начин има, значи поставената стратегија, променатата приказна и промената на твојот стет, на твоето битисување и постојана поддршка во самиот процес не може да не се случи промената. И сега вчерашната клиента која почнавме прв ден да работиме, праша Кристина колку ќе биде успешна хипнозата. Јас си дали ќе биде успешна хипнозата или не? Ево ќе ви дадам искрен одговор. И да и не. Зошто? Да, затоа што секогаш е успешна, затоа што работиме холистички и не може да нема промена кога ги допираме внатрешното дете, допираме трауми, односот со родителите, односот со себе, односот со партнерите, со семејството, работиме на сите сфери, на кариера, финанси, цели поставуваме, значи опширно е. Ако не 1% земете, ево тука имате успех. Значи нема нешто, првенствено со хипнозата се случува и промена во самата терапија и последично, како последица на отварање на таа енергија, на заклучоци кои се донесуваат, на менување на уверувања. Друго, имаш хипнотичка снимка, која постојано е слушаш и постојано те променува. Значи, промената се случува во секој случај. Зошто реков и не? Затоа што дали е хипноза, дали е гешталт, дали е медитација, дали е молитва, дали е било што и да земете, да станете поконектирани со себе. Ако вие не му се посветите и не му дадете внимание и не му дадете вера да делува, нема да делува. Нема да делува. Тоа ќе делува можеби моментално, ама вие со тој отпор ќе се вратите многу брзо на старо. И затоа мојата цена е која е, изнесува 997 евра, само од оваа причина. Затоа што со мене работат сам исклучително личности што се спремни на промена, што му треба промената, што му гори под нозе, што сакаат на вистинска промена, што се вложени, што ќе ја слушаат редовно снимката, што ќе ги прават редовно вежбите и што ќе му дадат дозвола на овој процес да ги промени. Ево, тоа е еден начин, ако сте се преиспитувале, чекај, дали Кристина, сакам да работам со Кристина, не сакам да работам со Кристина, дали е тоа можеби за мене. Ево, ова е едно видео каде што можете да се навратите, да се прашате, можеби не сега, можеби за некое време да се прашате дали јас навистина сакам да се променам, дали сега моментот, дали сакам да ми биде помогнато. Начин има, евиденција имам во последните 6 години преку 400-500 клиенти кои индивидуално да не правиме, да не разговараме за овие што се во групните програми. Моментално работам исклучиво индивидуално. Терапијата е 2 месеци, 5 средби.
од кои имаме 2 хипнотички сесии и 3 коучинг сесии. Измеѓу сме постојано во контакт, значи вие можете секојдневно да ме контактирате преку говорна порака, преку пишувана порака, било како, каде што јас ви давам конкретни насоки. Ова не е психотерапија, се гледаме за една недела, па во еден час што ќе зборуваме, не. Овде свесно и будно на тие 2 месеци на тој цел процес, во секојдневие, во случувања што ви се случуваат, например, доаѓаш кај мене со проблем, анксиозна сум, и не знам како да си помогнам, немам стратегија, ја повторувам приказната, анксиозна сум, не можам во телото да се поднесам, имам панични напади, страх ми е да излезам, не сакам социјализација, не знам како ќе се снајдам. И не можеш да се накренеш, не можеш да го имаш тој стейт во телото да се покренеш. Ево, доаѓаш кај мене, започнуваме првенствено со хипнозата, го наоѓаме коренот, зошто ти се довела, ти не си се родила анксиозна, значи ти си се родила нормална. Зошто ти се случила анксиозната, каде настанало, која приказна си почнала да ја повторуваш и така натаму, и тоа на телесно ниво го менуваме, а потоа завршуваме со хипноза, почнува животот понатаму, продолжува, ти се враќаш во некоја ситуација каде што сега не знам треба да се возиш со автобус, каде што најчесто ти се случувале тие панични напади и сега ти не можеш да се соочиш. И ти се случува тој паничен напад и ти ми испраќаш говорна порака. И ти помагам во дадена ситуација, додека се уште не делувала хипнозата, затоа што е потребно 21 ден да слуша снимката, кај некој делува веднаш, кај некој делува после 3 дена, кај некој му треба повеќе време, додека не почнеш ти да поверуваш во тоа што го слушаш во снимката, јас ти помагам во целиот процес, ти давам техники за саморегулација, ти помагам како да ги промениш мислите и емоциите, ти помагам затоа што емоцијата не се создава во вакуум, туку претходни таа приказна и тие мисли кои се повторуваат. Значи, сето тоа го работиме системски со една будна поддршка во целиот процес. Потоа ти се случува партнерот кој не ти верува, кој ти вика претеруваш, ајде доста, не можам да те трпам или што и да е. Па како со него да се носиш, како себе да се изградиш поддршката од внатре. Така да, толку е холистички, толку е обширно, од сите страни, со сите теми, може да дојдеш ти, чисто се случува да доаѓаат кај мене луѓето со тема партнерски однос, завршуваме на проблемите со родителите. Или обратно го имавме овој процес. Девојката имаше проблем со односот со мајка ѝ, а всушност, што потајно беше предизвикот со партнерот, кој го имаше таа постојана, се рефлектираше во мајката. Така да, од сите страни може да се опфетат многу теми, затоа работиме холистички. Затоа работиме, ова не е брза помош. Акутно е, да, и работиме на тие случаи каде што се преминала границата во нас, но најмногу работиме на тоа хроничното, што со период се таложело, што со период не сме сакале да видиме нешто, сме замижувале пред нешто, не сме поставувале граници, сме се потиснувале, сме ја губеле самодовербата, не сме се охрабрувале, на тие работиме. И затоа промената е длабока и трајна. Затоа што кога ќе дојдеме на телесно и подсвесно ниво, што ми бил мене проблемот, да јас станам анксиозен или анксиозна, што ми се случило наназад, што биле причинители, каде себе сум дозволил да ми се случи тоа или што и да е тогаш, кога ќе го осознаеш тоа во хипнозата, тогаш се случува таа магија. Тогаш превземаме одговорност и настанува оној момент каде што се одвојуваме од тоа минато. Си простуваме, го отпуштаме и создаваме нова енергија за нов јас, нов идентитет кој го создаваме заедно. Забавно е, доста е забавен процесот, затоа што првенствено запознаваме многу аспекти од нас кои не сме ги знаеле претходно, многу заборавени, потиснати работи, многу работи на кои се правиме дека не ги гледаме, и те како не се соочуваме со вистината. И често знае да биде болно тоа доколку процесот го правиме сами, но нешто фасцинантно што е во самата терапија со RTT хипнозата, затоа RTT е комбинација од модерната психотерапија и хипнозата, е да ја менуваме самата приказна.
да не остануваме, не дознаваме ние што се случило, па остануваме таму заглавени, него имаме супер техники да тоа го промениме, супер техники кои ни помагаат да создадеме кај нас простор за тоа човечното, да си простиме, да му простиме на другиот, да се ослободиме, да ја отпуштиме контролата таму каде што никогаш сме ја немале, да создадеме контрола таму каде што можеме да ја создадиме, а тоа е во нашето тело, во нашите мисли, емоции и дела. Така да, тоа е нешто, ако се уклучивте покасно, ќе го ставам ова видео и тука и на мојот подкаст и на мојот YouTube канал, каде што ќе можете да го прегледате повторно и да се прашате дали е ова за мене и да го најдете тука одговорот. Да се прашате дали јас би сакал да тргнам по овој процес и промената да се случи толку длабоко, или можеби ќе почекам да поуживам во оваа болка додека не стане многу силна. И тоа е некогаш и потребно за подлабока промена, да болката биде посилна, иако ова звучи, можеби ригорозно, ама да, јас го гледам тоа најмногу во мојата работа, да оние личности кои навистина му се прелило чашата, промената се случува толку брзо, да едноставно и јас, колку и да глупаво звучи, јас најмногу сакам да работам со тие личности. Затоа што толку имаат елан, толку имаат драйв од внатре да сакаат промена. И промената се случува. Само го пременуваат сето тоа на што сме се договориле и нема исклучок да нема промена. Така, дечки, се слушаме во некој друг лайф, ова беше така инспиративно. Имам уште една тема која е така малце интересна, ќе ви разбуди теми за размислување. Но во некоја друга прилика, кога ќе имам повеќе време. Се гледаме. Чао!